Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а денес во Гласни идеи ќе разговараме за тоа дали системот создава недоверба во научните институции. Имено, буржоаската наука опфаќа општествени и природни научни гранки. И кога во општествените науки гледаме како науката, особено кај економистите, се уште се труди научно да го оправда капитализмот и профитот како највисока цел, не е никакво изненадување што жртвите на трката за профит, тоест работниците, престануваат да им веруваат на научниците од областа на природните науки. Поточно, науката е впрегната во профитни цели и тоа им е јасно веќе и на работниците. Денес со мене на оваа тема ќе разговара другарот Дарко Доганџиски. Здраво, Дарко, ти благодарам што повторно си дел од Гласни идеи. Ви благодарам повторно што повикавте. Поздрав до гледачите, слушателите на емисија. Благодарам. Прво прашање што ќе ти го поставам е тоа дали ти како граѓанин сметаш дека 5G-то е штетно за населението, бидејќи во последно време се појавија многу теории околу штетноста и нештетноста на 5G-то, односно и потребата од воведување на тоа, од друга страна потребата за не знам, две страни има, едните сметат дека е потребно, другите сметат дека не е потребно, па дека е штетно, не е штетно и тука граѓаните остануваат оние кои што се неинформирани во случајот, не знаат дали да се плашат, дали да не се плашат од воведувањето на 5G-то. Па што ти како граѓанин со ова оскудна информација што ја имаме смета за воведувањето на 5G-то? Оскудна информација тука малку не би се сложил. Ај вака, прво ќе почнам како еден голем државник, што има кажано, јас не верувам на никој, па дури ни на самиот себе. Тоа има кажано другарот Јосиф Висарионовиќ, не верувам на ниту една научна институција од Западот, кој што го промовира тоа 5G како здраво нешто и нештетно кон граѓаните, меѓутоа не верувам ни на оние теоретичари на заговори што велат дека е премногу смртоносно. Побарав малку, не сум некој истражувач, меѓутоа пробав преку интернет од историска гледна точка како одело развојот на технологијата и стравот на луѓето од самата таа технологија. Па сум сретнувал многу смешни случаеви кога луѓето се плашеле да се јават на првите телефони. Мислеле дека ќе ги удари од подземја струја, не сакале да ја фатат слушалката. Прв пат науката, тоест медицината, се има умешано со уведување на електрификацијата. Тоа е некаде после Првата светска војна, кога почнува нагло да се електрификација, да се уведува електрификација по домовите на луѓето. Дури тогаш со тоа електромагнетно зрачење што има електродистрибуцијата било повисоко од тоа што медицината мисли дека е штетно кон самиот организам на луѓето. За да се воведе електрификацијата, медицината дозволува тоа електромагнетно значење 10 пати да се зголеми за да може да се воведе самата електродистрибуција, што значи дека од тогаш од телефоните, од електрификација, до денеска имавме воведување на радиомрежи. Радиото било пред Втората светска војна во распространето како денес с интернетот, потоа воведувањето на телевизорот. Добро, ти си помладен, меѓутоа можеби се сеќаваш дека кога бевме мали не ни дозволуваа да гледаме телевизија повеќе од 1 саат. Па потоа беше 2 сати ради самото зрачење на телевизорот. 2 сати максимум дневно. Денеска сме по 24 пред телевизори, пред екрани, па дури и првите компјутери кога се воведува имаше филтри, и исто беше забрането над саат време пред компјутер, мора да се прави пауза од 15 минути, па за да пак почне да се седи. Што значи дека воопшто не е толку безазлезно, значи сето тоа, мобилната телефонија, Wi-Fi-то, па самото 4G воопшто не е безазлено и има некое влијание на самиот човечки организам. Првите снимки, термални снимки што се правија, после 1 минута разговор со мобилен телефон, покажуваат неверојатно влијание на
самиот дел од мозокот, зголемена температура. Сето тоа има влијание на организмот. Дека самото 5G ќе направи не знам колку огромна, како да кажам, разлика битна разлика нема да направи, меѓутоа дека не е штетно, исто така огромна глупост. Тоа е многу штетно. Ние се смеевме, има еден телевизиски репетитор, таа телевизија укинат со текот на времето. Таа аналогната телевизија и се пренасеше преку репетитори. Кога бев малечок, некој 5 до 10 години, 7-8 години, се смеевме на старите луѓе кога викаа не се приближувајте до репетиторот, се е мртво околу него. Исто како, значи, пред 30 години што ги слушав по старите луѓе, истото сега го слушам и за 5G-то кога зборуваат, не се приближувајте до нивните антени, се е мртво околу нив, паѓаат птици. Значи, не може да се верува. Аналогната телевизија си го направи своето, имало штетно влијание, не велам не, меѓутоа со тек на време таа технологија си замина во историјата, што се вели. Така и со 5G-то. 5G-то, кои се огромните способности што ги има успоредба со 4G-то, се стварно подобри. Ако треба да се откажеме во корист на здравјето како луѓе, тогаш е најдобро, па и тоа е сега прашање на да станеме нешто како амишите, да се затвориме во рурална средина и само одржив развој, без струја, без телефон, без ништо. Тоа е незамисливо. Затоа многу повеќе би верувал на научните институции. Денеска, за жал, немаме некој нерелевантен социјалистички институт што би рекол дали е потребно 5G-то да се воведе или не е потребно. Не можеме веќе ни на кинезите да веруваме, не можеме ни на американците, бидејќи зад нив стоат корпорации што сакаат со сила што побрзо да се воведе таа технологија, затоа што многу поголем профит ќе имаат кај нив. А точно е и тоа дека и овие теоретичарите на заговори што велат дека со тоа и по-лесна контрола на населението ќе. Значи за шпионажа, индустријска, било каква од страна на властите ќе може да искористат таа технологија. Таа технологија би се искористила и од страна, евентуално хипотетички би рекли, и од страна на социјалистичките институции, меѓутоа сигурно не во корист и профит на поединци и на некои корпорации, како што денеска го гледаме тоа на Запад. Добро, Дарко, како што видовме и со 5G-то и околу вакцинирањето има поделено мислење, односно една група на граѓани сметат дека треба да се вакцинираме, друга група сметат дека не треба да се вакцинираме. И зошто се повторно се доаѓа до тој, како да кажам, народски ќор сокак? Значи, зошто едни веруваат на вакцините, други не веруваат? Вака, мене, доколку би ме прашале сега, хипотетички, доколку би биле во некој систем кај што би живееле, кој што би бил социјалистички систем. Јас тоа прашање ниту би го помислил да си го поставам. Зошто? Затоа што би ми верувал на социјалистичките медицински научни установи. И јас безпрекорно би се вакцинирал. Зошто? Затоа што во Социјалистичка федеративна република Југославија беа произведувани најквалитетните вакцини. Медицински не треба да се поставува прашањето дали вакцините се потребни или не се потребни на човештвото. Во историјата се покажало дека биле потребни како метод на спречување на болести. Ден денеска, после 200-300 години постојање на модерна медицинска наука, се испостави дека сепак медицината успеала неколку смртоносни пандемиски болести да ги анулира. Едноставно да не постојат во денешницата. Доколку модерната медицина
докаже дека вакцините не се потребни понатаму да се употребуваат, тоа би се докажало накнадно, после неколку години. Меѓутоа, кој тоа го докажува? Тоа го докажуваат капиталистички некои епидемиолошки лаборатории некаде на западот, кои што немаме доверба. А зошто немаме доверба? Тоа е уствари прашањето, зошто немаме доверба во сегашните медицински институти, немаме доверба? Тоа е одлично прашање, зошто немаме доверба, затоа што во СФРЈ моите татко чичковци, татко ми, дедовци, сите кои што биле во ЈНА, кажувале дека примале некоја вакцина која што траела 5-10 години. А сведоци сме пред 10 години кога имаше некоја пандемија на свински грип. Сведоци сме на некоја вакцина која што била увезена, јас само ќе кажам две капиталистички многу развиени, многу као социјални држави, што се Франција и Германија. Што се дешава? Германија увезла од тие вакцини само 200-300 посебни вакцини за низините владини функционери и околу 780 милиони обични. Значи, тука се доведува во прашање квалитет на вакцината. Квалитет на вакцината е суштинското прашање, што никој не го поставува. Го поставуваат и антиваксерите. Делот од антиваксерите. Ќе кажеме подоцна што е таа поделба на ваксери и антиваксери, пошто има антиваксери што велат да, меѓутоа квалитетна вакцина. Тоа во социјализмот ќе го имаше, денеска не. Што се дешава во Франција? 20-30 хиляди обични квалитетни вакцини ги доставуваат за богаташите и 180 милиони вакцини со послаб квалитет ги доставуваат за обичните француски граѓани. Тоа успеа да го докажат не германските, туку француски новинари, истражувачки новинари. После таа срамота што го доживеа западниот свет од сите тие вакцини, ради француските новинари, што се испостави дека е точно и самите признаја дека е точно, ги повлекува сите вакцини. Верувате во социјалистичка... И вакцinaњето е класно уствари. Значи, квалитетните вакцини ги добиваат функционерите, неквалитетните ги добиваат народот, работниците. Дефинитивно. И затоа уствари тука немаме доверба кога ќе излезат од СЗО ќе не кажат вака и вака треба. Дефинитивно во право си тоа што го говориш, бидејќи во социјалистичка федеративна Југославија, да не зборувам за Галеника и неколку магнати во социјалистичка смисла на зборот на квалитетни вакцини биле произведувани во бившата ни СФРЈ. Денес, после 30 години девастација на медицина, што се случува? Србија пред 10 години, мислам дека Вучич беше, не е ни битно кој е владетел на таа квази држава, порачува од СЗО 8 милиони вакцини. СЗО им дозволува 2 милиони, од кои 90% изфрли против свински. А имаат во самата територија Србија имаат ненормални капацитети да ги создадат најквалитетните вакцини. Тоест, правите медицинари, лекари, доктори, они го бараат правото решение, меѓутоа не им се дозволува да стигнат до крајното. Зошто? Затоа што овие пресекуваат финансиерите. Еве имаме милиони вакцини произведено, мора да ги продадеме. И ги финансираат државите, банана државите на Балкана, кои се Србија, РСМ, Босна, и ќе се донесе закон, мора да се вакцинира. Здравието на луѓето. Дефинитивно. Во Советскиот сојуз имаме неколку примери кај што неверојатно добро се справиле со
такви пандемиолошки закани. Добро и во Југославија Исто тоа е со Вариола Вера. Вариола Вера, каде што има и снимано и филмови. Точно. Никој не поставува прашање да сме у социјалистичка држава, јас би се бутал прв да застанам ред да се вакцинирам. Денеска не е така. Дали би се вакцинирал? Ти сакаш дека проблемот не е во самото вакцинирање, туку во довербата, во науката, уствари, во капитализам. Деки и науката е во служба на профитот. Јас тоа го разбирам од тоа што го кажуваш. Со последните случувања кога кажувам, мислам на последните случувања од да речеме околу 10 години, постојано кога се наметнуваат некои нови прашања или нови појави, постојано имаме два табори. Еден табор што верува на новата технологија, пример со 5G-то, или верува на тоа дека треба да се вакцинираме. Од друга страна има табор кој што постојано се сомнева. Дали тоа е здраво, дали тоа треба да се направи, дали тоа сето се прави за да ги контролират луѓето. Сега, мене мислеа како да постојат надворешни сили, во смисла не виши сили, туку некои, како да кажам, задкулисни внатрешни, да наметнат јавно мнение. И за според тебе, ако ти се согласува со ова, кои се тие две сили? Вака, премногу време имам поминато, јас себе не се ставам во истражувач, едноставно следач. Значи следам што се случува на YouTube. Ова прашањето мислам те го поставам како граѓанин, бидејќи се јас сум обичен граѓанин, не сум случај во никоја област не сум случај. Обичен пролетар во фабрика, не. Меѓутоа, премногу имам следено што се случува. Што се случува? Имам забележано дека во последните 10-15 години има некоја патерн, го вика тоа, шема, каде што едните се либералите, тоа се позадинските играчи на овие денеска што ги знаат како Шорош, Бил Гейтс и други такви играчи, а другите се на спротикао демек суверенисти, така се глобалисти и суверенисти, демек антиглобалистите суверенисти. Тоа е некоја поделба на информатичко. Тоа у суштина е огромниот проблем, пошто немаме сега пандемија, имаме инфодемија. Обичниот народ после ова нема да страда ниту од пандемија, ниту од инфодемија, ќе страда од економска криза. И сега ние немаме проблеми. Како обичен народ, дали ќе веруваме на либералите или на антилибералите или суверенистите, останува ќе имаме проблеми со преживување и со психички проблеми наметнати со таа нова економска криза. Таа нова економска криза. Дали овие поделби се прават се со цел да не се забележи таа економска криза? Дефинитивно. Дали кога се расправат тие глобалисти, антиглобалисти, суверенисти, што и да се, дали тоа е намерно за луѓето да не сватат дека утре нема да има што да стават на нивната трпеза, нема да можат сметки да се платат? Дефинитивно. Дефинитивно, јас се мислам, браво за забелешката, ја немаше така да се добро изразам. И истото, мислам, само пример ќе ви дам. Што е разликата на Запад, американец, кој што живее на улица, што знаеме дека во Америка има ненормален број на бездомници. Што е разликата од тој бездомник со човек во Русија што го поддржува Путин, а самиот нема пари да се прехрани? Нема разлика, значи. Нема разлика. Нема разлика, бидејќи и Русија и Америка сам се капиталистички земји, така што ова што антиглобалистите нели се палат. Да, суверенистите, тоа се Оска, Путин, Орбан, Ердоган и не знам. Во суштина, значи И Трамп, извини, и Трамп го сметаат во тие, да. Во суштина, сите тие и глобалисти и антиглобалисти, поддржувачи на глобалистите и на антиглобалистите, да се изразам со тој речник, се поддржувачи на капитализмот. И дефинитивно. Те наши
противници. Непријатели. Да. Дефинитивно, тој сакав да го кажам. Затоа би им препорачал на моите блиски сограѓани. Со ова инфодемија, луѓето, значи, тоа е веќе со години стварано некој индивидуализам кај луѓето да не веруваат на никој друг. Едноставно да гледаат само за себе. Таа себичност, јас би ги спомнал, можда немам, јас немам сигурно докази, меѓутоа немам некој институт во Тависток, во Англија или во Германија, како што е Конрад Аденауер, сите тие, тоа се социјални инженери, што прават? Едноставно да човекот го стават самцот. Ние не веруваме на своите сестри, браќа, чичковци, татковци, баби, дедовци, а веруваме на YouTube, кога ќе ни покаже дека некој тамо, Доналд Трамп, нашол машина, ванвременска машина, мислам, машина за патување низ времето, па го донел син му на Џон Кенеди да го спаси човечанството. Тој истиот Доналд Трамп, што не знае колку пари има, или, еве обратно да видиме. Ајде Бил Гейтс, да не беше Бил Гейтс, ние немаше Windows да имаме. Тој бил филантроп, не сакал многу нас луѓето, па тој имал ја мислам дека има околу 400 милиарди долари, дал 200 милиони долари за вакцини. На кого да веруваме од тие? Јас би им препорачал на луѓето, верувајте си, помагајте се меѓу браќа, сестри, комшии, пријатели. Оставете ги на YouTube сите тие и Q-канони и либералци, како ги викаат сега, не знам, про Бил Гейтсовски настроени, али тоа е таа шема. Значи, глобалистите поддржани пред некоја година беше тоа Шорош, сега моментално е Бил Гейтс. Од оваа страна пред некоја година беше Путин, сега бил Доналд Трамп. Верувајте, никој од тоа не мисли за народниот. Што ја користате погрешно, значи мене апсолутно не ми се допаѓа и не разбирам што сака да се каже со тоа глобалисти, антиглобалисти, значи во нашиот речник тоа би било империалисти. Да. Затоа што социјалистичката идеја у суштина е глобалистичка, меѓутоа имаме една огромна, значи многу интернационална подобро. Зошто? Затоа што глобалистите, како што ги знаеме, како што ги знае цел свет, глобалистите го водат корпорации, тоест, и ги подплатуваат сите тие во Обединените нации, сите институции се под нивна закрила. Дури самите национални банки, ако верувате, се под приватна собственост, на Ротшилд. Сите знаеме дека Светска банка е 57% на Ротшилд. Како да веруваме на Светска банка, кога е приватна? Од друга страна, како да веруваме на суверенистите, кои што едноставно националните банки добро и да ги отргнат од Ротшилд. Што ќе направат добро за работничката класа? Ништо. Добро, тие пак е во собственост на некои тукашни... Дефинитивно. Што може Путин да направи? Да не бидат по Ротшилд, ќе бидат под некој си, како ги вика овие феудалците, сега ги викаат олигарци во Русија. Во нивна собственост ќе биде. Работниот народ ништо нема да добие. Така што нас не видува дали некој од надвор не експлоатира или некој од самата држава. Значи дури пошто сме многу мали, јас за Македонија би препорачал и до актуелниот премиер и на СДС и на ВМРО и било кој да е на власт. Сега луѓето као се делат баш по тој светски патерн, по таа шема. Као сега овие се ваксери, СДСовци, као сега овие се антиваксери. СДСовци се про Клинтонови, овие се про Трампови, про Путинови. Да ви кажам најискрено, и тие не им мислат добро на Македонија.
уште помалку на македонскиот народ. Ово е играч на тие, да не кажам на кој моменталниот што не, а опозицијата е па на другите. Моje мислење, дали е точно, не знам, меѓутоа добро на народ не му мислам. Затоа не верувајте на никому. Како што кажав на почетокот на емисијата, и јас не верувам на никој, дури не сами од себе. Не верувајте ниту ти. Едноставно да почнеме врските во фамилијата. Не сум за некои традиционални, кој знае какви општества за враќање на патриархално општество или било што, едноставно пријателите, комшиите, тие што може да ти помогнат. Да почнеме со нив, не да се расправаме, да се тепаме, да се караме пред кооперација. Со нив да се воспостави човечки однос. Ќе ни помогнат и ние на нив ќе ни помогнеме и така да преживееме економската криза која што пристигнува после ова, пристигнува една многу голема економска криза која... Да. Па, почитувани гледачи, не заборавајте дека науката е впрегната во профитни цели, затоа што во капитализам секогаш ќе биде така. Затоа што во капитализам профитот е основна цел, а додека пак во системот за кој што ние се бориме, човечкиот живот е најбитен. Ви благодарам. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.